Вести на Канал 8. Се е појавила ненадејно и го совладала. Хередитарна параплегија е болеста од која боледува 33 годишниот Методи Митев од Кочани. Единствено што во моментов може да му ја олесни состојбата е набавка на инвалидска количка за која му се потребни 2000 евра. Бара помош од хуманите граѓани да му помогнат. Хередитарна параплегија е болеста од која боледува 33 годишниот Методи Митев од Кочани, која се појавила ненадејно и го совладала. Болеста предизвикала потполна парализа и одземеност на двете нозе, со можност да се пренесе и на рацете. Единствена надеж и помош во моментов му е набавката на инвалидска количка со моторен погон, помагало кое чини 2000 евра, средства кои Митев во моментов ги нема. Затоа ги моли сите хумани граѓани доколку се во можност да му помогнат да ја набави количката, како и за понатамошно лекување. За негова помош во ресторан Пролет во Кочани, в недела во 20:30 часот ќе се организира хуманитарна забава, па секоја финансиска помош е добре дојдена. Апел за помош од мене Митев Методи од Кочани, 33 годишна возраст. Ненајдено ми се појави хередитарна параплегија и барам помош од хуманитарните луѓе на град Кочани, со газди и други личности за во недела на 38 во 20:30 часот во ресторан Пролет ќе се одржи хуманитарна забава во име на мене, во чест на мене, така да ќе ги замолам сите граѓани и газди на град Кочани кои можат да присуствуваат на забавата, ради да можем да ги соберам средствата за количка и нешто ако има шанси за понатамошно лекување. Ви благодарам унапред. Хуманите граѓани може да донираат и на трансакцијска сметка во Стопанска банка со број 240 240 322 7663. Горештините го направија своето. Предизвикот е да се приведе кон крај една од најтешките наводнителни сезони. Од Водостопанство Брегалница уверуваат дека преостанатите количини вода ќе бидат доволни. Наводнителната сезона влезе во самиот финиш. Ќе остане забележена поради енормно високите температури кои продолжуваат и понатаму, како и многу малата количина на врнежи. Сето тоа влијаеше на состојбата со акумулациите до степен што го предизвика големото празнење на браната Градче прво после 4 век. Сега конечно може да се сумира дека предизвикот е совладан и наводнителната сезона може мирно да се приведе кон крајот. Ситуацијата со акумулациите е следнава, значи како наша најголема акумулацијата Калиманци, значи од точката на прилив е испразната веќе околу 20 метри, што значи дека имаме негде акумулирана количина на вода во акумулацијата околу 46 милиона метри кубни вода, што е доволно за самото завршување на сезоната. Че веќе сезоната завршува, значи се намалуваат сите испусти. Во Кочанскиот регион, значи кај нашите производители, значи водата почнува веќе да се намалува за наводнување. Така, оди тоа етапно и наводнувањето во Кочанскиот регион треба да се заврши негде околу 15 септември, кој секоја година. Оптимистичката прогноза за актуелната наводнителна сезона се темели на фактот што остануваат да се наводнат само уште мал дел од посевите во Овчеполе. Дека во тоа ќе се успее, гарантираат преостанатите количини вода во Калиманци, а истото се однесува и за браната Градче. За последниот откус на луцирки треба да се наводни и за одредени култури кои што имаат дополнително наводнување, односно некои градинарски култури, што преостанатите 46 милиони метри кубни вода се доволни за завршување на сезоната. Исто така сакам да напоменам дека и за акумулацијата Градче, во неа имаме негде околу 1.400.000 метри кубни вода, што е доволно за да се спушта биолошкиот минимум, за да се одржува водата во Кочанска река и за животинскиот свет. Од Водостопанство Брегалница велат дека рестриктивните мерки во наводнувањето дале резултат, како што тоа стручно се нарекува динамичен план за дистрибуција на вода. Проблем се јавил само во водната заедница Лозово, која издржала 4 критични дена, а непочитување на планот во трајање од 2 дена единствено покажала водната заедница Црнилиште.
Извештајот за финансиското работење на комуналното јавно предпријатие Водовод од Кочани од почетокот на 2015 година до 30 јуни, како и извештајот за извршување на буџетот на општина Кочани за период од вториот квартал за 2015 година, беа разгледани на комисиите в пресрет на седницата на Советот на општина Кочани, која што е закажана за понеделник на 31 август. На седницата на Комисијата за финансии, буџет и локален економски развој беше разгледан извештајот за финансиското работење на комуналното јавно предпријатие Водовод од Кочани од почетокот на 2015 година до 30 јуни. На комисијата беше разгледан и извештајот за извршување на буџетот на општина Кочани за период од вториот квартал за 2015 година. Предлог одлуката за проширување и измена на распоредот на средствата на буџетот на општина Кочани за 2015 година. Предлог одлуката за давање под закуп на ствари во општинска собственост, како и предлог одлуката за давање нафтени деривати на КЈП Водовод Кочани за чистење на речните корита на подрачјето на општината. Денеска се одржа и седницата на Комисијата за комунални работи, планирање и уредување на просторот и заштита на животната средина и природата, на која беше дадена предлог одлуката за давање нафтени деривати на КЈП Водовод Кочани за чистење на речните корита на подрачјето на општината. Предлог заклучокот за утврдување на изменување и дополнување на блок 2 од деталниот урбанистички план за град Кочани, зона на лесна индустрија и мало стопанство. Нацрт планот на општина Кочани за период од 2015 до 2020 година, како и предлог заклучокот за утврдување на изменување и дополнување на дел од блок 7 од деталниот урбанистички план за град Кочани, зона на лесна индустрија и мало стопанство. Седницата на Советот на општина Кочани е закажана за понеделник во 9 часот. Комисиски расправи в пресрет на 30-та седница и на Виничкиот совет. Седницата на Советот ќе се одржи в четврток со почеток во 11 часот. Пресрет на 30-та седница на Советот на општина Виница заседаваа надлежните комисии, членовите на комисијата за мандатни прашања, избори и именувања. На дневен ред го има известувањето од Основното училиште Гоце Делчев за истек на мандатот на членовите на училишниот одбор, како и барањето од Основното училиште Славчо Стоименски за именување член во училишниот одбор поради истек на мандатот на досегашен член. На седницата на Комисијата за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата беа разгледани предлог одлуките за давање на времено користење на недвижен имот во селото Истибања на јавната установа Центар за социјална работа, како и од предлог одлуката за утврдување на нацрт ДУПот на градот Виница за блок 15, дел 1 и дел 4, катастарска општина Виница. Извештајот за здравствената безбедност на водата во селото Градец, како и информациите за снабденоста со вода за пиење и одржување на водоводите во општината и за состојбите со јавната хигиена во градот во периодот од 1 јануари до 30 јуни. Понатаму беа разгледани информациите за состојбите со јавното зеленило, за одржувањето на православните гробишта, како и состојбата со јавната хигиена и одржувањето на јавното зеленило и површините, како и одржувањето на православните гробишта во селото Блатец, а беше разгледана и предлог листата за определување имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти на подрачјето на општината. Во текот на претходниот ден исто така се одржаа две комисиски расправи. Комисијата за општествени дејности ги разгледа и прифати извештаите за работата на основните училишта кои имаа своји представници. Единствено не беше разгледан извештајот за работата на Основното училиште Никола Парапунов заради отсуство на директорот, како и информацијата за распределба на средствата за социјална помош. Комисијата за финансирање го разгледа кварталниот извештај за реализацијата на буџетот, за достасаните ненамирени обврски, предлог одлуката за проширување на буџетот, извештајот за финансиското работење на комуналното предпријатие Солидарност, а комисијата го подржа и барањето на организацијата на борците за финансиско учество во изградбата на спомен обележје на револуционерот Ангел Винички. Жителите од Истокот најмногу страдаат од кардиоваскуларни заболувања. Според интернистите, борбата против срцевите заболувања треба да се насочи кон здравиот живот, физичката активност, како и превентивните прегледи. Жителите од Истокот најмногу страдаат од срцеви заболувања. Според статистиките, Истокот пред другите региони предничи во процентот на лица со кардиоваскуларни проблеми. Состојбата единствено може да се промени со превентива. Според интернистите, борбата против срцевите заболувања треба да се насочи кон здравиот живот, физичката активност, како и превентивните прегледи.
Набрзо ќе стартуваат задолжителните превентивни прегледи и климатичните лекари. Оваа акција значително може да помогне за рано откривање на срцеви заболувања кај пациентите. Во борбата против кардиоваскуларните заболувања покрај лекарите, активно треба да се вклучи локалната власт и со изградба на пешачки патеки да помогне во намалувањето на бројот на заболени. Трендот на смртност од кардиоваскуларни болести во Македонија е во постојан пораст, а во вкупната смртност кардиоваскуларните заболувања учествуваат со 60%. Од асфалтен бум преку тротоарска манија, наликували Кочани на современо место за живење, од наш агол за урбанизацијата на градот. Кочани дури во 2015 година почна да наликува на урбанизирано населено место. Додека социјалните мрежи се преплавени со архитектонски чуда, какво што беше последното во Лондон, базен во воздух, градот на Оризот почна да добива поплочени тротоари и тоа во централното градско јадро. Во крајно политизирано општество како овдешното и новинарските и граѓански забелешки се луксус, но мора да се увеличи фактот дека и најтврдокорните партиски приврзаници и општото граѓанство дочекаа привилегија да газат по бекатон плочки и да не си ги оштетуваат чевлите кои онака одвај ги купуваат. За некого тоа е достигнување, за други разочарување. Но докаде се локалните власти со поплочувањето и што им остана незавршено? Се започна одовде, од поплочувањето на тротоарот на улицата Гоце Делчев, кога меѓу другото беа исечени и столетните стебла од дрво, слично како што се постапи и со тротоарската површина кај популарниот триаголник. Потоа се пристапи кон поплочување на тротоарите од шопинг центарот до поштата, од центарот за култура до мостот Близнаци покрај паркот, но и од другата страна на Кочанска река, но не и од поштата надолу, каде плочките од тротоарот се многу оштетени. Истиот случај и со последната активност на улицата Димитар Влахов на влезот од градот. Бекатон се поставува само од едната страна, додека од другата страна тротоарот останува во очајна состојба. Тоа се однесува и на тротоарот потаму карши основното училиште Свети Кирил и Методи. Од едната страна поправен, од другата не. Претходната локална гарнитура на власт веројатно е горда на поставувањето на првите бекатон плочки во центарот на градот покрај кеот на реката на тротоарот од улицата Кеј на Револуцијата, а актуелната локална власт ја доврши работата од спротивната страна. Из улиците на Кочани последните години се истурија тони асфалт и цемент. Она што е најоспорувано е квалитетот на изведбата, особено на асфалтирањето, кое на одредени улици покажа попуштање само кус период по завршувањето на работите. Од 25 до 29 август ќе се одржи ликовната колонија Свети Пантелеймон на браната градче во Кочани. Организатор е општината, а според програмата изложбата на ликовната колонија е закажана за 29 август, сабота во 12 часот. Активностите поврзани со колонијата започнуваат в четврток на 27 август во 9:30 часот, кога е планирана посета на воспитно-едукативен центар во село Оризари. Истиот ден, во 10:30 е планирана посета на воспитно-едукативниот центар во село Тракање, кога со завршни приредби ќе се представат децата што завршуваат со предшколската едукативна работа и тргнуваат на училиште. Посетата на центрите се дел од проектот Општинско корисна работа, раце што помагаат во соработка со UNDP и Министерството за труд и социјална политика. На програмата в четврток е планирана и промоцијата на стикозбирката Мекани светлината од Роза Мојсовска и изложба на слики од Мојсовска во Центарот за култура Бели Мугри во 20 часот. Од Оделението за јавни дејности од општина Кочани ги покануваат сите граѓани да ја посетат колонијата како и промоцијата на книгата на Мојсовска. Голем црковно-народен собир на манастирот посветен на Успение на Пресвета Богородица ќе се одржи четврток пресред празникот, како и на 28 август кога се чествува Успението на Богородица. Од црковниот одбор ги повикуваат сите верници да присуствуваат на заедничката трпеза, која што во слава на Богородица ќе се одржи во манастирот. И за крај спортската информација. Кочанските гимнастичари ги завршија неколкудневните подготовки во Битола. Се одржаа во периодот од 19 до 25 август.
Еднонеделните подготовки се корисни за гимнастичарите да го подкренат нивото на елементите што се изведуваат во вежбите, а искуството стекнато во овој подготвителен период е од големо значење за надпреварувачите, вели тренерот на клубот за гимнастички спортови Кочани и селектор на македонската гимнастичарска репрезентација Николче Колев по враќањето од Битола. Битола како центар, гимнастички центар, дозволува справите кои што ги има по европските стандарди, значи УЕК и ФИК, дозволува да се прават посложени елементи, дозволува значи и партерот и карики и разбојот сите справи се значи по европски стандарди. За време на подготовките во Битола се работело 2 пати дневно со акцент на техничката компонента. Подготовките се реализираа пресред на следните надпревари на државно и меѓународно ниво, вели Колев, кој информира дека паралелно течат и уписите на нови членови. Оваа недела и наредната недела почнуваат уписите на почетниците на гимнастичкиот клуб. Термините се вторник, четврток и петок од 19 часот, значи сите заинтересирани гимнастичари, потенцијални на гимнастичари, може да се запишат во овие термини. Инаку припремите кои што ги одржавме во Битола ги поддржа општина Кочани финансиски, на кои што сме и благодарни. Летниот период вообичаено стивнуваат активностите во речиси сите спортови. Кочанските гимнастичари пред подготовките во Битола беа на заслужен одмор, откако претходно остварија извонредни резултати на државните првенства во А и Б лигата, освојувајќи бројни одличија во поединечна и екипна конкуренција, меѓу кои најсјајни. Толку во овие вести, следете не и на канал 8.mk. Довидување.